Божи благослов. Иако малку, ама ја верувам дека ќе ни е убаво и ќе ни биде и понатака, до крајот и на саботниот ден и понатаму, со Господа секојаш е убаво. Утре е духов ден. За кого како? И зависи каков духов ден. Знаете, пак нашиот православен свет го слави онака традиционално, од град и од место до место многу поразлично. Не знам како е тука, меѓутоа во Свети Николе вечер, значи на полнок ќе биде полно. Гробиштата ќе бидат полни. Последен пат кога бев на такво нешто беше, кој знае таму 93-та, 4-та, 5-та, не знам која година беше. И беше баш онака како што еве пронедов во Нова Македонија од пред некоја година запишено. Вели овој запис од Нова Македонија: ноќно бдење на гробиштата и ритуален оброк со мртвите. Раздавање храна и алкохолни пијалоци. Пуштање гласна музика. Гробиштата на духовден личат на излетишта. Овој извештај од Нова Македонија, значи ништо, баш е погодено, значи, веројатно новинарот, новинарката била, присуствувала, знае, со своји очи видела, па посведочила. И, за жал, така е како што е, празник кој што треба да го означува роден денот на црквата, како што знаат да кажат, кога се излеал Светиот Дух, да биде ден, да стане ден кога се општи со мртвите, со духовите. Знаете како настанува традиција? Сега ќе споделам една илустрација која што деновиве некој ја сподели на Facebook преку интернет. Многу интересна. Значи, група научници затвориле во еден кафез 5 мајмуни и на средина од кафезот скала, од оние молерските, знаете вака, и на врвот од скалата банани, купче банани. И сега може да предпоставите. Веднаш отршал некој од мајмуните да стигне до бананите. Во истиот момент врз останатите 4 научниците пуштаат ладен туш. Ги тушираат буквално. И овие после тоа љути ќе го натепаат оној со бананите. Ќотек, значи, ќе изеде. И што се случува после тоа? Значи, тоа било еден случај со туширањето. Следниот момент, било кој од нив, ако се обидел да се качи по бананите, и тој добил ќотек. И се така. Едноставно еден ден сватиле дека едноставно не мрдале бананите. Тука се, среден нив, на скалите горе, меѓутоа никој не се обидува да се качи, затоа што ќе изеде ќотек. И сега што прават? Следниот чекор е, извадиле еден од тие мајмуни, вметнеле еден нов, кој што нема поима каков е обичајот во кафезот. И овој нормално не знае бананите, нормално мајмуни банани се знаете што, и он отрчал по бананите, меѓутоа си го добил ќотекот. Нема поима зошто, ама си го добил ќотекот и полека се научил дека не сме да се качува по бананите. И така поред. Ги смениле сите 5 и одеднаш имате кафе со нови 5 мајмуни, кои што нити туш добиле ладен, нити ништо не знаат, немат поима, ама се тепаат, односто го тепаат оној кој што ќе се качи по бананите. И сега кога би имале уста да проговорат, и би ги прашале, зошто вие вака постапувате, ќе речат, па не знаеме, ама така е обичајот тука. Тоа би го одговориле. Значи, така обично настануваат обичаите и традициите. Сега ќе треба да прашате некој не знам кој, на кој што му текнало дека требало бардаче за духов ден, на кој што, знаете, ги украсуваат со црешички вака, со, не знам дали сте биле некој, дали сте имале прилика, како сето тоа се прави на духов ден. За жал тоа е тоа. И сега во истиот овој надпис од Нова Македонија, еве што велат етнолозите. Знаете, тоа се луѓе кои што се бават со потекло на некои такви традиции и обичаи. Вели се смета, велат тие, се смета дека на духов ден мртвите разговарале, па оној што сакал да ги чуе може да го стави увото на гробот и да го слушне задгробниот шепот. На слободните души, интересно е сега, не знам,
не се потрудив да видам и да истражам кои се овие слободни, а кои се па заробени, од има спомнато и затворени души, па слободни души, не знам. На слободните души на мртвите им е мило да се покрај своите, зашто луѓето им приредуваат Госпа. Народот на духов ден раздава за душа. Тоа се прави и за да се задоволат мртвите, зашто пред да бидат затворени, значи тие слободни души пред да бидат затворени, требало убаво да бидат најадени, нахранети. На овој ден душите на мртвите се причестувале, поради што луѓето раздаваат за Бог да прости. Сега на ова имаме малку и извештај на МПЦ ОА, така се викаат нели поново, Македонска православна црква, Охридска архиепископија. Тие велат, овој празник нема никаква врска со излегување на духовите, ниту пак со одење на гробишта. Значи, добро велат. Меѓутоа, и јас, значи, од мои неколку идења на гробишта, порано, значи, ја не сум видел поп на баш тогаш, среден ноќта, односно на полноќ, меѓу гробиштата, меѓутоа, дали они на друг начин не го потикнуваат сето тоа? А еве на кој? Видите што велат тие? Починатите православни христијани не престануваат да бидат членови на црквата. Затоа треба да се одржува жива заедница и со нив. Значи, починатите браќа и сестри се дел од црквата, на некој начин Бог ги смета за дел од црквата, меѓутоа како јас тоа да одржувам со нив жива заедница? Со мртвите. Тука е проблемот. На гробот се носат вино, лепче и пченица. Виното како символ за крвта Христова, лепчето како символ за телото, а пченицата како символ за воскресението. Се палат и свеќи. Тие го символизираат Божјото царство, зашто тоа е секојаш светло. Палики ја свеќата, луѓето се молат за душата на мртвиот, секојаш да биде во близина на Божјата светлост и светост. Еве на кој начин тие сепак ги потикнуваат луѓето на вакво нешто. Со ова размислување, вакво сваќање на задгробниот живот и така натаму, вие широко ги отварате вратите на спиритизмот. Нам, барем тоа ни е потполно јасно. И ништо чудно што луѓето после си надавале и си наставале некои работи кои што станале од паганизмот. Уште. И затоа и ги добивате тие традиции, тој традиционален начин на славење на овој празник, иако тоа би требало да биде ден кога да се слави Светиот Дух, буквално раѓањето на црквата, кога Светиот Дух се излеал врз значи, апостолите, првите ученици Христови, и кога навистина црквата зела замав во својата работа и значи, работење, делување. Сега, ние многу добро знаеме, нема да биде темата тоа, меѓутоа, еве, во контекст на ова, мртвите кои што би требало да ги сметаме понатаму за членови на црквата и со кои што би требало да имаме жива заедница, само неколку стиха, Проповедник 9 глава 5 и 6 стих, нам не се многу добро познати. Че ова јас, како што го читав, го замислувам како да, а тој се прави во православните храмови, кога се има богослужение нивно, значи, се молат за мртвите, како да, тие се тука, како да заеднички учествуваат заедно со живите на богослужението. Значи, 9 глава, Проповедник 5 и 6 стих, вели, живите барем знаат дека ќе умрат, а мртвите не знаат ништо, ниту имаат веќе награда, зашто се забораваат и се заборава и споменот за нив. Одамна ги снема, нимата љубов и нимата омраза и зависта и веќе немаат учество во нешто што станува под сонцето. Немаат никакво учество во нешто што станува под сонцето. Макар да е тоа и некакво богослужение и било што. Псалм 115, 17. Не, мртвите не го фалат Господа. Никој од оние што слегува во тишина. Никој од нив нити пее, нити се приклучува со нас на богослужение или било што. Или Псалм 6, 5 стих. Псалм 6, стих 5. Зашто во смртта не спомнуваат за тебе, кој ќе те слави во подземјето, во гробот, со други зборови. Појасно не може ни да биде. Меѓутоа,
видовме дека МПЦ смета дека духов ден нема врска со излегување на духовите, ниту пак со одење на гробишта, меѓутоа сепак на некој начин со своето верување го потикнуваат таквото нешто. Сега, во Библијата има спомнато двајца кои што живееле на гробиштата. Евреите сметале дека не само што не треба да допираш леш, мислам, мртовец, туку и на гробот да не го допираш, затоа што наредните 7 дена се сметаш за нечист. Имаме двајца во Гадарија тамо, гадаринците, кои што биле обземени од нечисти духови и живееле на гробиштата и не смел никој да им приде. Значи, биле такво беснило имале во себе да Лука вели, иако тој кажува дека бил еден, нели, кинел оковите, а и да го врзеш ке скине сето тоа. Било какви окови да се опрашају. И не случајно живееле тамо, кај нечистото. Биле обземени од нечисти духови и живееле во нечиста средина, среде гробиштата. И еве да се подсетиме само на Матеј 8 глава, на овој настан, од 28 стих, Матеј 8, 28, попонатамо. И кога дојде на другата страна, во Гадаринската земја, го сретнаа двајца обседнати од демони, кои излегува од гробовите, многу свирепи, так што никој не можеше да помине по оној пат. И ете извикаа демоните, велејки. Што имаш ти со нас, Исусе, Сине Божи, дали дојде ваму за да не измачуваш пред време? Знаат демоните каква е средбата со Исуса вообичаено и знаат дека тој за нив ќе биде мачење, дали ќе бидат истерани, дали како во случајов посакале, еве да читаме понатаму. Далеко од нив пасеше големо стадо свињи и демоните го молеа Исуса. Значи, која има целосната контрола тука? Исус. Го молат, ако веќе нешто правиш, стави не тамо во свињите. Повторно во нешто што е нечисто. Живееле во луѓето, и то пазете, ако отворите Лука, истиот случај, кога Исус прашува како ти е името, им поставува прашање на демоните, тие викаат, името ми е Легион. Знаете што значи тоа? Значи, овие биле обседнати со мноштво на нечисти духови. Тоа е римска дивизија, која што брои, според некои коментари, 6000 пешадија со 700 коњаница. Може да мислите сега, не буквално, ама сликовито е земен овој израз, дека овие двајца гадаринци биле обседнати, ама до даска, можеме да кажеме, со нечисти духови. Но, контролата ја има Исус, тој ја демонстрира својата божествена сила за да ги ослободи. И овие двајца гадаринци потоа станале големи мисионери во Десетоградието, во Декаполисот. Значи, овде во овој случај се гледа силата на ѓаволот и тоа што тој сака да направи со една душа. Според тоа што се случило со свињите. Што е улогата на овие нечисти духови? Ќе видиме подоцна дека за нив нема спокојство ако тие се надвор некаде од душата. Од душата на човекот, мислам, од самиот човек. Ако се надвор, за нив тоа е неспокојство. Они немаат спокој. Нивната работа е да запоседнат некој човек и да го уништат. Тоа се покажало со погибието на овие свињи. И Исус, за жал, овде многу не бил баш добре дојден, затоа што направил голема штета на собствениците на кои што се занимавале со гледување на свињи. Најверојатно не биле евреи во прашање, како и да е. И друго, се демонстрира и се гледа Господовата сила, Господовата надмок над духовите, нечистите духови. И сега, ако отвориме во Матеј 12 глава, ќе видиме какво сваќање, ова не било прв пат, нема да биде ни последен пат, кога Исус ќе истера нечисти духови од некого, да видиме какво било сваќање на Божиот народ во тоа време, евреите, поточно водачите на црквата. Како тие го толкува сето ова? Имаме еден друг случај во Матеј 12 глава, од 22 стих, кај што
му доведува на Исуса еден опседнат од демон, кој беше слеп и нем. Ем опседнат, ем слеп, ем нем. 22 стих, 12 глава Матеј. Така што слепонемиот проговори и прогледа. Беше истеран. Нечистиот дух од него прогледа и проговори. Колку е силата Божја надмоќна. И сите мноштва се воскитуваа и зборуваа, нели овој синот Давидов, а фарисеите, кои го чуја тоа, рекоа, овој ги изгонува демоните само преку Велзевул, владетелот на демоните. Каков нелогичен заклучок. Ги изгонува демоните со ѓаволска сила. И Исус многу логично им одговара. Исус, знаејќи ги нивните мисли, им рече, секој царство разделено против себе си запустува, и секој град или дом, кој се разделил против себе си, нема да обстане. Дали е нормално ѓаволот самиот против себе? Да си пука упета. Значи, не е нормално воопшто. Какво е тоа ваше размислување со други зборови? Иако сатанат изгонува сатана, тој се разделил против самиот себе си. И како ќе обстане неговото царство тогаш? Иако јас ги изгонувам демоните преку Велзевула, преку кого ги изгонуваат вашите синови? Зошто тие ќе ви бидат судии? Но ако јас ги изгонувам демоните преку Духот Божие, внимавајте, преку Духот Божие. Утре е Духов ден. За кого како? Духов ден. Дали е тоа денот на духовите или денот на Светиот Дух? Видите го овој судир. Изгонувањето на духовите Исус го прави со Духот Божие. Тогаш вика Царството Божие дошло врз вас. 29-тиот. Или како може некој да влезе во куќе на силен човек? Внимавајте, ако се вратиме на 20 гадарници, не да бил силен човек, цел легион на демони во него, тоа е сила. Ви не можете сами, ви сте немокни. Дори такво беснило предизвикувале овие демони кај овие две лица. Значи, тоа може само Бог. Значи, како може некој да влезе во куќе на силен човек и да му ја плени покупнината, ако најнапред него врзе силниот? Силниот може да го врзе само Бог. Со силата на Божиот Дух. И Исус овде се труди да им укаже на тоа дека тоа што тој го прави со божествена сила. Подосна ќе им одржи лекција дека ваквото нивно размислување може да доведе, а и довело, за жал, до хула на Светиот Дух. Ако вие Божиото дело, оно што Бог го прави, го нарекувате дека е сотонско дело, ви сте во опасност да направите, почините хула на Светиот Дух. Толку е страшно. Но главните стихови за денеска ни се од 43 во 12 глава Матеј. Се овде малку ќе се свртеме кон нас, да ги оставиме евреите, да ги оставиме останатите, кои што утре слават празника, не знаат што слават, мнозина од нив, за жал. И да видиме сега малку да размислиме за нас. Што е за нас духов ден? 12 глава, 43 стих. Во контекстот на оно што Исус го зборува, сега им се обрека на евреите. Конкретно на евреите. Ова е конкретно насочено кон евреите и тоа поколение, зло поколение, кој што често пати го спомнува Исус. Кој што бара знак, предходно ќе им каже во 39 стих. Сега во 43 вели: кога нечистиот дух излегува од човек, минува низ безводни места, значи пусти места, барајки одмор и него наоѓа. Еве зашто спомнав. Нечистиот дух нема спокој ако е надвор од човекот. Он наоѓа спокој, он е задоволен, кога ќе се соедини со нечиста душа, да кажем, со човек кој што е во греови, и тука му е на него супер, и целта му е да го доуништи тој човек. Тоа е функцијата на демоните, на нечисти духови. Што значи дека уживаат да бидат, да запоседнат некој човек. Значи, кога некој нечист дух излегува од човекот, а видовме како може да излезе, сам не излегува, зашто не е спокоен таму некаде надвор. Не, него може да излезе само ако силниот го врзе, значи посилниот го врзе силниот, го истера, само така може да излезе. И сега минува низ бездонни места, рековме, барајќи одмор него наоѓа. И тогаш вели,
нечистиот дух. Ке се вратам во својата куќа. Пазите, се уште смета за своја. Не може да најде нигде спокој. И сега си вели, ке се вратам кај истиот. Во својата куќа, од каде излегов. И кога ќе дојде, и ќе ја најде празна, изметена и уредена. Темата денеска ми се вика празна, изметена и уредена. Проблем. Најголем проблем е, според мене, што е празна. Ај оставите вие празна куќа, замените некаде, па да ве видам што може сега да се случи. Пред ние да се вселиме во куќата кај што сме сега, значи, негде зимски период, се случило кражба. Значи, нашите газди беа ограбени. Меѓутоа, сега не е случило така, затоа што сега имаат се спокојни, затоа што има некој во нивната куќа. Меѓутоа, оставете ја празна, па ќе видите дека дури може некој да ви се всели, некој бездомник да провали и ќе си се всели тука, ќе си седи. Како што имаме случајот овде, значи, таа споредба со нечистиот дух, се враќа назад и ја гледа празна, изметена и уредена. Тогаш оди и зема со себе, има доволно простор, можеме тука да... Па ја мислам дека брат Тацо ми кажуваше такво нешто, за како него го грабеле таму во Проби Штипско. Такво нешто. Си седнале и он вика дека забележал дека било користено тавчето, не знам, било што, значи они си правеле тамо ручеци, не знам што си правеле, си седнале, знаат дека овие се за Скопје заминати, ама кратци. Баш си терале онака забавно да им биде. Значи, оди, зема со себе 7 други духови, полоши од себе, и влегуваат и живеат таму. И последната состојба на овој човек станува полоша од првата. И сега ова, дека се однесува на поколението на евреите во тоа време, така ќе му биде на ова зло поколение. Но да ги оставиме евреите, рековме. Што е со нас? Како да ги разбереме овие стихови? Може би сме зборували и порано за ова, јас лично не се сеќавам, меѓутоа, што значи ова? Која е ова состојба кога нечистиот дух излегува од човек? И да се сетиме, нечистиот дух ужива да биде во човекот. Ние сите порано сме били со нечисти духови, вакви или такви. Сега сме дошле кај Христа. Христос е тој посилниот, го истерал нечистиот дух од нас. Ама проблемот настанува, ако таа куќа, тој дом, односно ние, останеме празни. Не е само да дојдеш кај Христа, се крштеваш и ете сега си член, да речеме, на неговата црква. Што ако останеш празен? Неутрална позиција нема. Значи ти или ќе се исполниш со Духот Свети, или ќе те исполнат нечистите духови. Трето нема. Читаме подосни цитат, како потврда на се тоа. И што ако останам празен? И уредно е, и чисто е, и се, значи сум ги оставил моите идоли, сум баталил тамо хард рок, хеви метал музика, не знам, ако сум пушил, не пушам, ако сум пил, не пијам, и сите ред други работи сум ги оставил, сум ги тргнал на страна, ама останувам празен. И овој истиот, кој што е немирен таму, затоа што бил истеран, може да дојде, да ви чукне на врат, односно да забележи дека све е уредено, ама празно, и може да се всели. И може да се случи токму ова, да доведе уште 7, а знаете што е бројот 7? Целосна обседнатост. Во случајов целосна обседнатост. Па дури и 8 ги имаме овде, пазите. Ако се сетиме само на Симеон, лепрозниот, и на Марија Магдалена, се сеќавате едно зборувавме. Исус кажува тамо парабола за еден кој што должел 50 и друг кој што должел 500 денари, ама и двајца не можеле да вратат, па било простено и на двајцата, ама кој повеќе љуби? Оно на кого што повеќе му било простено. И сега, кој во случајот бил поголемиот грешник? Симон или Марија? Луѓето гледале на Марија како поголема грешница. Во случајот Симон е поголемиот грешник, затоа што тој не ја сваќал својата грешност и затоа не ја ни ценел милоста Господова. И он е па баш слика и прилика фарисеи, како што овде Исус им се обраќа на фарисеите началниците. Значи тој имал 8 демони. Сеќаваме од Марија 7 пати Исус истерува демони, нечисти духови.
А Симон имал 8. Дали Симон бил баш оваков случај? Дали може некој од нас да биде ваков случај? Не може да бидете неутрални, не може да бидете празни. Ако сте празни, ако не владее Духот Свети, ако не го повикате Христа, ако не е во вашето срце, тоа е супер прилика за ѓаволот да целосно ве запоседне. Да отвориме во 2 Петрово за момент. 2 Петрово, 2 глава. 2 Петрово послание, 2 глава. 20 до 22 ки читаме стих. Зашто ако оние кои со вистинското познавање на Господа, Спасителот Исуса Христа, и избегаа на светската расипаност, и пак се заплеткуваат во неа, и ако таа ги победи, тогаш последното им станало полошо од првото. Ова е очигледно паралелен стих на оние од Матеј 12 глава. Имено за нив би било подобро да не го познаваат патот на правдата, да не го познаат, откако го познаат, да се одвртат од светата заповед која им е предадена. И сега, многу јаки зборови. 22 стих. Ним им се случува она што вели вистинската поговорка. Песот се враќа на својата блувотина. Или свињата се враќа во калта, кај што претходно се валкала. Нема неутрална позиција. Дали може би ваков е нашиот случај? Ние може да идеме во црква, се може да ја во ред, меѓутоа што ако сме празни? А празни не можеме да бидеме, тоа е само момент. Ѓаволот едве чека прилика да ве запоседне. Секој ден треба да биде духов ден, ама да го славиме и величаме Светиот Дух кој што е во нас, не запоседнал Светиот Дух, не има Светиот Дух, не управува Светиот Дух, односно Исус живее во срцето. Инаку ќе ни биде оној поинаквиот духов ден. И еве сега да прочитаме еден цитат од Копнеж на вековите. На 239 страна се наоѓа од овој превод. Во Христово време имало многу луѓе, како што ги има и денес, за кои изгледало дека се ослободиле од сатанската сила. Преку Божјата благодат тие биле ослободени од злите духови што владееле со нивната душа. Тие се радувале во Божјата љубов. Но, како оние слушатели во параболата, кои прилегаат на камена почва, не пребивале во неговата љубов. Тие не се предавале секојдневно на Христа, за тој да може да престојува во нивното срце. А кога лошиот дух се вратил со 7 други духови полоши од себе, со нив целосно загосподарила силата на злото. Кога душата ќе му се предаде на Христа, тогаш со новото срце владее нова сила. Се извршува промена која човекот со своји сили никогаш не може да ја оствари. Тоа е целосно надприродна појава, која внесува еден надприроден елемент во човечката природа. Душата што му се предава на Христа станува негова тврдина, тоа треба да бидеме. Утврдени, да не може никој да влезе. Која тој ја држи во еден бунтовен свет и тој не сака во неја да се признае некоја друга власт освен неговата. Душата која се држи така во поседот на небесните сили е несовладлива за нападите на сатаната. Че ако сакате да бидете цврсти, несовладливи, тој треба Христос да живее во вас. Светиот Дух да го имате. Ние сме пред една нова 50-ница. Ама таа нова 50-ница не може да се случи ако не се случила првата. Збориме за во нашиот личен живот. Како што се случило во апостолската црква. Првата 50-ница е раниот дожд. Сме били осведочени и секој ден треба да се осведочуваме, секој ден да се посветуваме и секој ден да го примеме Духот Свети. А тоа што на крајот Бог ќе види потреба да црквата го заврши делото, треба да ја засили, со поголема сила ќе го истори Светиот Дух преку позниот дожд. Но ако ние го немаме денеска, како би можели да очекуваме тогаш да биде исторен врз нас? И сега вели, на тој начин сме несовладливи, и денеска, и утре, и понатаму. Но ако не се предадеме под контрола на Христа, над нас ке владее злиот. Неминовно мораме да бидеме под власт на едната или на другата голема сила, кои се борат за превласт во светот. Значи нема неутралност. Не е необходно да избереме служба на царството на темнината за да подпаднеме под нејзина власт. Значи не е необходно вие да изберете кој од нас
бира да биде во царството на темнината, ама доволно е само да занемариме да се соединиме со царството на светлината. Ако занемариме, еве како што овој занемарил, ја исчистил својата куќа, односно Светиот Дух, му помогнал и сето тоа било исчистено, уредено и средено, ама он занемарил понатака да се полни со Духот Свети. Таа празнина ќе искористи и тој момент ќе го искористи ѓаволот. Чи доволно е само да занемариме да се соединиме со царството на светлината. Ако не соработуваме со небесните сили, Сатанат ќе го заземе срцето и ќе го направи своје живеалиште. Единствена одбрана против злото е Христос да престојува во срцето преку вера во неговата праведност. Е оправдување со вера. Тоа е единствената заштита. Ако животно не се поврземе со Бога, никако нема да можеме да му се спротиставиме на копното дејство на самолюбието, самоугодувањето и искушението на гревот. Можеме да се откажеме многу лоши навики. Извесен период можеме да се одвоиме од друштвото на сатаната, но ќе бидеме победени ако немаме животна врска со Бога, со тоа што ќе му се предаваме секој момент. Без лично познавање со Христа и постојано општење, изложени сме на милост и немилост на непријателот и на крајот ќе се покориме на неговата волја. Значи, страшно е ако нашиот дом, нашата куќа е празна, уредена и изчистена. Нека биде и уредена и изчистена секојаш, ама да не биде празна. Ако е празна, тоа е опасно. Ја би заклучил, да не должам повеќе, пораката е јасна, со еден цитат од библискиот коментар, кај што многу јасно и ова ќе отвори еден малку поширок видик и за размислување пред се, кај секој од нас, кој всушност може да биде во една ваква состојба. Значи, ова е многу опасна состојба. Празната, изметена и уредена куќа ја представува само праведната душа. Ова може само доволно да се прочита. Само праведната душа е токму таа празна, изметена и изчистена куќа. Сатаната е изгонет од неа, од Исуса, но се враќа со надеж дека ќе најде како да влезе. Видовме како не може да влезе, ако тоа стане тврдина, ако Исус е во нашето срце. Но тој доаѓа за да си ја види шансата, тоа му е работа преку своите духови. Ја наоѓа куќата празна, изметена и уредена. Само праведноста пребива во домот. А ако е така, тоа што е многу згодна прилика ѓаволот да влезе и тоа да дојде со нови 7 и да последната состојба биде полоша од првата. Тоа е згодно тло, значи, за ѓаволот и духовите. Само праведноста е големо зло. Затоа Исус не ги жалел, пак под наводници ги кажам, кога читате Копнеж на вековите, кога им се обрека на фарисеите, со плач им го кажува тоа. Ама е остар. Зошто? Затоа што таква една состојба е многу опасна. Самоправедноста е нешто најопасно. Нека Бог ни помогне да нашата куќа биде исполнета со Дух Свети. Ако е така, ќе биде исполнета и со радост, ќе биде исполнета и со мир, и секи биде во ред. И духов ден ќе биде секој ден. Духов ден, кога ќе го славиме Бога, затоа што сме исполнети со Дух Свети. Нека му е слава на Бога. Амин.